Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Моите колеги пратеници кои зборуваа пред мене дадоа одличен осврт на предлог буџетот за 2015 година, кој очигледно ја потврдува политиката на владата да вложува во подобар живот на сите граѓани во Република Македонија. Во него се опфатени сите аспекти на живеењето, од образование, култура, спорт, стопанство, потоа грижа за младите, грижа за постарите, земјоделие и да не набројувам понатаму. Но според мене најважното е, овој буџет е концентриран на продолжување на поддршката и растот на капиталните инвестиции. Тоа се гледа преку инвестирање во значајни инфраструктурни проекти, како што е продолжувањето на изградбата и реконструкцијата на патната и железничката инфраструктура на коридорот 10, потоа енергетската инфраструктура, тоа е вложување во гасоводниот систем, како и интензивирана динамика на изградба на водоводни и канализациони системи. Како член на Комисијата за локална самоуправа, јас ќе се задржам на една од владините програми, тоа е програмата за децентрализација. Децентрализацијата е програма преку која надлежностите на локалните власти се зголемуваат и се подобрува нивниот капацитет за практикување на власта на локално ниво, во интерес на подобар живот на граѓаните. Веќе сите општини, освен општина Пласница за жал, ги финансираат пренесените надлежности преку блок дотации во областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита. Напредокот во децентрализацијата е високо оценет од сите релевантни меѓународни институции. Меѓутоа, тоа не значи дека и во наредниот период нема да имаме предизвици во процесот на развој на локалната самоуправа. Во програмата децентрализација всушност се реализира преку подпрограмите А0 децентрализација и А2 пренесување на надлежностите на единиците на локална самоуправа. И во 2015 година сите општини ќе продолжат со финансирање на пренесените надлежности преку блок дотации. За таа цел во буџетот се одвоени 14 милиарди 249 милиони и 259 илјади денари, или споредено со минатиот буџет, блок дотациите се 2% повеќе од минатата година. Финансирањето, тоест реализирањето нови блок дотации, се врши преку надлежните министерства. Во предлог буџетот на владата предвидени се средства за поттикнување на равномерен регионален развој, кој се спроведува преку Министерството за локална самоуправа. Програмата за равномерен регионален развој на Република Македонија всушност е заснована врз одредбите на Законот за равномерен регионален развој. Програмата ги опфаќа активностите во функција на постигнување на целите и политиките за равномерен регионален развој преку спроведување на активностите кои се утврдени во стратегијата за регионален развој на Република Македонија, преку обезбедување финансиска и техничка поддршка на центрите за развој на планските региони. Од тоа, вкупно планираните средства, 70% се алоцирани за реализација на проекти за развој на плански региони, 20% за специфични развојни потреби и 10% за развој на селата. За реализација на проектите од оваа програма во предлог буџетот за 2015 година се предвидени 57 милиони и 666 илјади. Средствата од оваа програма ќе се реализираат преку јавен повик, на кој општините и центрите за развој на планските региони аплицираат со проекти согласно потребите утврдени во приоритетните листи на единиците на локална самоуправа. Бидејќи повикот се распишува обично во февруари-март во тековната година, за наредната година нормално дека немаме предлог проекти кои што ќе бидат реализирани, меѓутоа можам да се осврнам на неколку проекти кои што беа реализирани во или се реализираат во оваа 2014 година. Би набројал неколку од нив. Пример, реконструкција на училишни објекти во општините од Вардарскиот плански регион, вредност 1.100.000 денари. Продолжување на изградбата на колектор за отпадни води на град Делчево од десната страна на река Прегалница, источен плански регион, вредност 1.700.000 денари. Изградба на паркинг на сточен пазар во Кривогаштани, Пелагонивски плански регион, вредност 3 милиони денари. Изведба на електрична инсталација за осветлување на сообраќајна клучка Макази,
на патот Битола-Ресен, вредност 1.900.000 денари. Реконструкција на локален пат до село Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански двор, општина Ѓорче Петров, до границите со општина Сарај, Скопски плански регион, вредност 2 милиони денари. Подобрување патна мрежа во село Доброшинци, југоистичен регион. Урбанистички планови за вон населени места во југозападен регион. Изградба на фекална канализација во село Матејче, северно-источен плански регион. Локален пат Старо Качаначки крак во Чучер Сандово. Изградба на локален пат во село Кучково. Партерно уредување на мал плоштад во село Лесковица Штипско. Изградба на краци во населено место во Шарејца во општина Могила. Изградба на пат од село Манастирец до село Трстеник во Росомар. Освен оваа програма за равномерен регионален развој, преку Министерството се реализира и други програми, како програма за прекогранична соработка, кој што вреди да се напомене и за кој што сметам дека дава големи можности за реализирање на интересите на локалното население преку црпење на средства од ИПА програмата. Исто така, овие дејства и прекогранични проекти имаат влијание и врз социјалната и економската состојба на населението, како и зајакнување на сликата и кохезијата на прекограничните региони преку границите. За реализација на овие проекти обезбедено е национално кофинансирање од буџетот на Република Македонија за 2015 година во вредност од 23 милиони денари и бидејќи исто така овие проекти не се познати кои ќе бидат во 2015 бидејќи следи јавен повик за нивно аплицирање, јас пак ќе набројам некои од проектите кои што во 2014 се реализирале преку оваа програма. Сдруженијето Регионален центар за соработка во Крива Паланка реализира проект во вредност од 100.000 евра за споделување на искуства и информација во индустријата за производство на вино. Општина Ново село Агробизнис без граници, вредност близу 500.000 евра. Општина Берово, обновување на природата за подобар квалитет на животот, вредност близу 500.000 евра. Центарот за југоисточен плански регион, ефикасно користење на сончева енергија, вредност и тоа близу 500.000 евра. Општина Кавадарци, гастрономски патишта, кај Макчалан, вредност 62.000 евра. Плански центар за развој на Пелагонискиот регион, заедно со општините Битола и Прилеп, развивање заеднички прекограничен противпожарен план, противпожарен штит, вредност 270.000 евра. Хидробиолошки институт Охрид, вредност 137.000 евра. Општина Струмица, развој на алтернативни туристички аспекти, вредност 134.000 евра. Плански центар за развој на Пелагонискиот регион, реконструкција на зоолошката градина, вредност 700.000 евра. И да не бројувам натаму. Освен овие две програми, преку ова министерство се реализираат и програмата за транзицијска помош и институционална надградба, каде што преку оваа програма ќе се дозавршат, предвидени се пари за дозавршување на изградбата на спортската сала и во Зајас и изградбата на дом за стари лица Стју Рајдер, како програмат за локална инфраструктура за социјална и економска кохезија во вредност од 37 милиони денари. И последната, четвртата на еден начин подпрограма во преку Министерството за локална самоуправа, тоа е активности поврзани со децентрализацијата, каде што сте предвидени средства за завршување на проектот изградба на спомен обележјето на плоштад Скендербек во Скопје, започнат во 2011 година, во вредност од 160 милиони денари и за меѓуопштинска соработка во областа на заштитата на децата, како и барање на нови начини за развој на руралните општини и враќање на населението во македонските села во вредност од 4 милиони денари. Освен преку Министерството за локална самоуправа, очигледно во буџетот може да се најдат и други проекти преку другите министерства, каде што директно се влијае на подобрување на квалитетот во општините во Република Македонија. Благодарам.